Кратки најави за денешниот дневник. Изгор цени на овошјето и зеленчукот во Охрид. Брзата помош подготвена да одговори на предизвиците кои ги носи туристичката сезона. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ќе згасне. Обврските ќе преминат во надлежност на Министерството за култура и туризам. Од 1 јули забрана за движење на тешки товарни возила на сите државни патишта. Ќе се формира специјален трибунал за руската агресија врз Украина. За најавените и за останатите настани од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме сончево и многу топло време со максимално измерени 33 степени Целзиусови. И во текот на ноќта, четврток кон петок, ќе превладува ведро и топло време. Во петок во северна, североисточна и источна Европа, како и во областа на Алпите, ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици. Во останатите делови од Европа ќе превладува претежно сончево и многу топло време. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови локално развојна нестабилност која што ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, локално со услови за појава на невреме. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 32 до 40 степени. Во Македонија во петок тропски ден ќе превладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови развојна нестабилност која што ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, локално со услови за појава на невреме и врнежи од град. Ќе дува до умерен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од 13 до 23 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 29 до 41 степен. УВ индексот ќе има вредност 10. Во Охрид во петок тропски ден ќе превладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови развојна нестабилност која што ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, локално со услови за појава на невреме и врнежи од град. Минималната температура од 18 степени, додека пак дневната ќе достигне до 33 степени. Во Охрид во сабота ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 19 степени, додека пак дневната ќе достигне до 28 степени. Во недела и понеделник ќе превладува сончево и топло време со свежо утро. Утринската температура ќе изнесува 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 26, односно до 28 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој.
Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора, стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Изгор цени на овошјето и зеленчукот во Охрид. Пазарите, иако екна сезона, празни. Граѓаните се жалат на високите цени. Земјоделците пак велат, тешка е работата, а родот е намален. Цените на охридскиот пазар оваа сезона уриваат рекорди. Охридската цреша се продава од 250 до 300 денари за килограм. Цените годинава се повисоки поради мразот и градот, кој пролетва ги уништи овошките и значително го намали родот. Земјоделците велат, тешка им е работата, а мала е заработувачката. Патилјонот е 70, крстајќа 30, пиперката 70, кајсијата е поскапа 150. Измрзна е, затоа. Дињата е 80, продажна. А постојано 40. Скапо е, нека излезе на 40 степени, ја произгледува компир, нека излезе на 40 степени, нека работи, па ќе види како е. Мразот фати на времето кој требаше да цуте, да се оплодуват и немат. Обично и другиве лета високи се цениве, ама годинава се доста повисоко. Не само црешата, и другово овошје измрзна, така да и другиве овошја држат висока цена. Па се да ти кажа, истина се скапи. А и нас ние сирине сви скапо. Од 3 до станеше ми. Мачиме, мораме да работиме, што правиме. Без работа нема ништо, само со пот. Нема. Значи, ете пати катастрофа и купува. Кој нашите или странците? Странците. Земјоделците се жалат, велат, не се заштитени на пазарите. Има многу диви трговци по улиците, а работата им ја зедоа и маркетите. Иако туристичката сезона е во полн ек, денес на Охридскиот пазар нема и некој поголем метеж. Купувачите велат, цените на зеленчукот и на овошјето годинава се доста повисоки. Купувачите велат, не можат да си дозволат, но купуваат колку за мерак. Цените се малце поскапи него на друго место. Па са туристички град. Како сака да е? Некој се скапи, некој ефтини и така. Некој има некои тези кои што знаат да своите муштери да им попуштат по нешто и така. Овде во Охрид е се скапо. Не само овошје, да било што да се види е поскапо. Овошјето е многу поскапо од лани. Многу. Тоа е. Охридскиот пазар од секогаш важел за еден од најскапите во државата. Ако во минатото, граѓаните од пазар се враќале со полни торби. Денес, наместо во килограми, овошје се купува во пластични канчиња на грамажа.
Тројно поголем обем на работа има Охридската итна медицинска служба во летната туристичка сезона. Посебно во шпицот на сезоната, брзата помош има и до 2000 итни интервенции и до 10.000 амбулантски прегледи. Началникот на службата вели дека сите вработени се подготвени да се справат со предизвиците кои им предстојат. Охридската брза помош е подготвена да го дочека шпицот на сезоната, кога бројот на интервенции во споредба со остатокот од годината е двојно поголем. Хроничниот недостаток на медицински кадар во македонското здравство е проблем и за оваа служба при Здравствен дом Охрид, но со зголемени напори на сите вработени се надминуваат проблемите со кои се соочуваат во летната сезона. Премни сме за новата сезона. Екипирани сме, имаме 9 доктори, моментално 17 сестри, 10 возачи, иако тоа е малку. Сепак имаме и двајца договорци и 4 практиканти кои би ни олесниле работата во летниот период поради зголемениот обем на работа. Од технички аспект подготвени сме, имаме 7 санитетски возила, уште едно санитетско возило кое треба да биде пуштено во употреба. Во план сме и за набавка на нови 2. Возилата се опремени комплетно се опремени со потребната медицинска опрема, исто така и амбулантата. Бројните концерти на светски музички звезди и редовните гостувања на музичари од Балканот кои се концентрирани околу Илинден во градот носат илјадници посетители. Токму тогаш брзата помош има и најголем број повици. Имаме зголемен обем на работа баш поради тоа, бидејќи странските државјани и граѓаните од другите градови на Македонија немаат матични доктори во Охрид и сите тие прегледи се кај нас на брза помош. И затоа и тука се воочува недостатокот на еден ургентен центар кој би ги згрижил тие пациенти и би го намалил обемот на работа на брзата помош. Според статистиките од претходните години, обемот на работата во летните месеци е зголемен скоро за двојно, значи од прилика годишно 20.000 прегледи од претходната година што сме ги имале, 10.000 биле во овој период од јули до септември и од 6.000 повици кои сме ги обавиле, 2.000 биле во периодот од меѓу јули и септември, односно во шпицот на сезоната. Во претходните години успешно сме се справиле, се надевам дека и оваа година ќе помине без поголеми проблеми. Од Охридската брза помош апелираат до граѓаните и гостите да бидат одговорни, да ги почитуваат препораките на здравствените власти за заштита на здравието за време на топлотни бранови, посебно младите да бидат одговорни со конзумирањето алкохол на забавите и концертите. Уште не почната сезоната, брзата помош интервенирала и при 2 каснувања од змија, па оттаму граѓаните да бидат внимателни на плажите и при прошетки во карпести предели и тревнати површини со побојна вегетација. Исто така апелираат и да не се злоупотребува бројот 194, бидејќи тоа негативно влијае врз работењето на брзата помош, чии ресурси се драгоцени и треба да се ангажираат каде што е најпотребно. Со законските измени доставени до Собранието, надлежностите за промоција и поддршка на туризмот се пренесуваат на Министерството за култура и туризам. Во меѓувреме, Агенцијата за промоција на туризмот, основана во 2013 година од страна на владата, ќе се распушти со стапувањето во сила на законските измени. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ќе премине во надлежност на Министерството за култура и туризам. Во Собранието веќе е доставен закон за изменување и дополнување на Законот за туристичка дејност, со кој Министерството добива ингеренции за планирање на развојот на туризмот и за доделување субвенции за престој на странски туристи. Со измените, меѓу другото, владата го задолжува Министерството да достави и предлог на закон за престанување на важење на законот за основање на агенцијата. Според предлог законот, Министерот за култура и туризам треба да формира Совет за промоција и поддршка на туризмот, како стручно и советодавно тело за него составено од председател и 14 членови кои ги назначува и разрешува министерот, 4 представници од стопански комори за туризам, 7 представници од здруженија, 2 представници од високообразовни институции од областа на туризмот, експерт од областа на туризмот, како и представник од општините.
Меѓу надлежностите на агенцијата, која што беше основана во 2013 година од владата, беа унапредување и промоција на туристичката понуда, изготвување анализи за потенцијалите на домашниот и странскиот туристички пазар, подготвување и реализација на програма за промоција и поддршка на туризмот, изготвување анализи за постигнатите резултати од спроведувањето на програмата, обезбедување информативен пропаганден материјал за промоција на туристичките вредности, активно промовирање на вкупниот туристички потенцијал во земјата и во странство, привлекување големи хотелски компании за инвестиции, соработување со светски познати туроператори за привлекување туристи, спроведување постапка за субвенционирање на странски организиран туристички промет. Според последниот ревизорски извештај за работењето на агенцијата во 2023 година, ревизорите утврдиле сериозни предизвици во исполнувањето на овие законски обврски за развој на туризмот, утврдиле слабости во планирањето, спроведувањето на програмските активности, управувањето со средствата и почитувањето на законските прописи, што резултирало со нецелосно искористување на туристичкиот потенцијал и ограничен ефект од преземените мерки за промоција и поддршка на туризмот. Анализата на реализацијата на програмата за промоција и поддршка на туризмот на агенцијата покажува неравномерна распределба и реализација на средствата, односно намалување на средствата за клучните функции на агенцијата, промоција и поддршка на туризмот за сметка на значително зголемување на средствата за субвенционирање на странски туристички промет, соопшти државна ревизија. Овој дисбаланс, се вели во извештајот, особено во делот на маркетинг активностите, негативно влијае врз интернационалната видливост на државата како туристичка дестинација и ја ограничува можноста за зголемување на туристичкиот промет и девизниот прилив. Со измените на Законот за туристичка дејност, Министерството за култура и туризам сега добива ингеренции за планирање на развојот на туризмот и за доделување субвенции за престој на странски туристи. Сондажни археолошки истражувања на локалитетот Градиште кај Долно Лакочереј, кои се очекува да дадат одговор за формирањето на првите населби на врвовите на ридовите кои го обкружуваат Езерскиот брег. Националниот археолошки музеј на Македонија во соработка со Карловиот универзитет од Прага, Чешка, 8 година поред продолжува да го реализира меѓународниот проект Погранични студии, истражувања на идентитетите и културните контакти во пограничната област на античка Македонија. Оваа година во фокусот на проектот се сондажните археолошки истражувања на локалитетот Градиште кај Долно Лакочереј, кои се очекува да дадат одговор за формирањето на првите населби на врвовите на ридовите кои го обкружуваат Езерскиот брег. Паралелно со овие истражувања се вршат и геолошки истражувања во Охридско-Струшката рамнина со цел реконструкција на крајбрежјето на Охридското езеро во различни периоди во минатото. Покрај горе споменатите институции, во проектот учествуваат и Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Охрид, Чешкиот геолошки институт од Прага и Германскиот археолошки институт. Проектот представува комплексно научно истражување кое користи различни пристапи и истражувачки методи со цел преку ваквиот мултидисциплинарен пристап да го реконструира пејзажот и да ги забележи сите климатски и хидролошки промени во минатото на овој динамичен крајезерски регион, со што би се утврдило нивното влијание врз секојдневниот живот на заедниците кои го населувале овој простор, информираат од Националната установа Археолошки музеј на Република Македонија. Од 1 јули до 31 август на државните патишта во Македонија се воведува летен времен режим на сообраќај со кој се забранува движење на тешки товарни возила со вкупна маса над 15 тони за време на деновите од викендот и за денови при екстремно високи температури. Термините се следни: во петок од 17 до 22 часот, сабота од 9 до 18 часот и недела од 9 до 22 часот. На магистралниот пат А2, делница Скопје-Охрид-Скопје, со важност до 1 септември, се забранува движење на тешки товарни возила, чија вкупна маса преминува 7,5 тони за време на викендите во следните интервали: петок од 15 до 22 часот, сабота од 7 до 12 и од 18 до 22 часот и недела од 7 до 22 часот, информираат од Автомотосојузот на Македонија. Почитувани гледачи, ова е се во првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!